Преку директна телефонска линија управувана од канцеларијата на премиерот Христијан Мицкоски, владата во следниот период ќе комуницира со повредените од трагедијата во Кучани и нивните семејства, кои ќе може да ги изнесат своите барања и потреби. Целта, како што велат, е континуирана системска и организирана поддршка, а телефонската линија ќе стане активна в понеделник и ќе биде достапна 24 часа на ден. Ова доаѓа директно од терен и од оние тимови кои што ја направиле таа евалуација. Медицинските тимови треба да се грижат само за здравствената состојба на пациентите. Пациентите и нивните семејства имаат прашања кои што се надвор од медицинската грижа, а се однесуваат на некое институционално барање кое што им е неопходно да го решат. За да го анулираме тоа, да воспоставиме директна комуникација и да можеме да го проследиме барањето до институцијата која што е надлежна да го реши, како пример ќе го дадам случајот со боледувањата, ќе направиме се со цел да ги собереме тие барања и брзо институционално да постапиме. Од владата велат ова е само прва фаза. Во следниот период ќе се разгледа и опцијата за отворена канцеларија токму во Кучани, а се размислува и на подобрување на условите во Кочанската болница, за да не мора повредените за сите интервенции да доаѓаат во Скопје. Ова е исто така тема на дискусија која што ја имаме во рамки на владата и која што е дојдена како резултат на информации од оваа работна група која што ги евалуира состојбите. За многу скоро денес ќе објавиме и план како се тоа треба да се реши. Свесни сме дека постојат вакви состојби каде што пациентите и при само изложување на сонце може да имаат било каква дополнителна потреба од грижа. Ќе најдеме начин како тоа да го изменаџираме. Во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кој се случи на 16 март, загинаа 62 лица, 200 беа повредени, од кои во моментов уште 10 се на лекување во болница. 5 мина во странство, 5 мина во земјава, откако вчера се вратија последните двајца пациенти кои беа на лекување во Универзитетскиот центар во Белград. На 30 мај, обвинителството соопшти дека ја завршило истражната постапка со која се опфатени 46 лица, осомничени за тешки дела против општата сигурност.